Жителите од Кичевската населба Прилепска се вратија дома, а локалната власт бара начин како да се справи со поплавувањето на куќите кои на диво се изградени покрај самата река. Со нормализирањето на водостојот и повлекувањето на водата од надојдената зајашка река, евакуираните жители заминаа од спортската сала Христо Усунов, каде што беа згрижени една недела. Се вратија во трошните и оштетени куќи, каде од некогашниот дом останале само влажните ѕидови и калдоглуждови. Поплавата зад себе оставила целосно уништена покукинина, од облека и обувки до електрични апарати. Во дворовите се уште има тиња и отпад, а децата облечени во тенка облека се валкаат низ калта. Дел од дечињата се болни, а условите во кои престојуваат дополнително го зголемуваат ризикот од инфекции. Жителите велат дека немаат каде да одат и дека се принудени да се вратат во небезбедни објекти и без основни услови за живот. Моментално се вратевме исто дома, ама состојбите се малку критични уште. Уште не е очистено, уште не е сушено, чакам вие да се слушите да видиме што како. Немам ништо покучено дома, ни калужи, немаме каселме, седе на циментот спијаме. Куќите самите си направивме дупки во зидоите, со црево самите ги миевме. Куќите се направени, значи над мене вака. Све што имавме натре во куќите, све е запустено. Значи на циментот слободно можете да влезете да видите. Значи нема никај да спиеме. Ни чебиња, ни јоргани, ни каучи, ни фрижидери, ни перални, ништо пусто е све. Значи овде не се живее. Еве влезете во куќите, значи све влага, све вода е. Еве сношти спие во вода со све деца. Моментално е болно детево, овде сме све поплавени, се споболеа и така. И како е сега? Па не е баш добар. Овде вака штучено на Господ што немаше некои жртви. Во спортската сала остана само една жена, која нема каде да оди. Водата однела се што имала. Чекаме социјално, не знам, да одлучат кај ќе ме носат. Немам јас ништо, значи све е уништено кај мене. Иначе ќе се вратев. Од општина Кичево прават проценки на штетите и се бараат решенија за дислокација и згрижување на погодените семејства. Ние сме во фаза на изработка на проект. Еве во овие кратки, не знам, 2 и нешто месеци од кога сум дојден како градоначалник, веќе почнавме со изработка на проект за комплетно уредување на речното корито, за да немаме повеќе вакви поплавувања и несреќни случаи. Бидејќи тие куќи се дивоградби, направени се на имот на Република Македонија, кој што е многу блиску до реката. Јовановски, како што рече, се прават напори да се оспособат 30 на социјални станови во кои би се сместиле околу 200 жители, кои се поплавуваат при секое покачување на водостојот.